Да, јас во името на организаторите да се извинам за ова доцнење, бидејќи панелистите вообичаено даваат изјави за медиумите пред стартот на вакви дебати, на вакви обширни сесии. Сега би сакала да почнеме и да замолам за внимание. Македонија, како што знаеме, доби уште една условена препорака за старт на преговорите со Европската Унија. Официјален Брисел овој пат испорача барање за целосна имплементација на политичкиот Пржински договор и спроведување на веродостојни и кредибилни избори. На денешната дебата со наслов "Итни реформски промашувања" практично ќе се направи една компаративна анализа за тоа како котираше и каде беше Македонија во извештаите на Европската комисија во изминатите 4 години. Практично ќе се опфати еден период од 2013 до 2016 година, практично, односно заклучно со овој најнов извештај. Ќе се направи анализа на политичките, правните, економските критериуми, а денеска ќе бидат коментирани и презентирани наодите од најновото анкетно истражување на Еврометар, што го спроведе Македонскиот центар за европско образование. Пред да ја отворам сесијата, би споменала само дека организатори на оваа денешна дебата се Фондација Отворено општество Македонија и Македонскиот центар за европско образование. На самиот почеток отстапувам збор на воведничарите Маја Бојаджиевска, председателка на управниот одбор Фондација Отворено општество. Повелете. Имаме мали проблеми со звукот. Почитувани присутни, има звук или нема? Има. Почитувани присутни, драги колеги, драги гости, ми представува чест, не и задоволство, пред се чест да ве поздравам од името на Фондацијата Отворено општество Македонија. Задоволството малку останало, ќе го оставиме за други сфери. За жал, темата на денешната дебата нужно наметнува изолирање на тој дел со задоволството. Секоја есен во изминативе години се собираме во експертски, во професионални групи и ритуализираме практично една дебата која се развива околу текстот што го добиваме од Европската комисија, текстот кој што ви е на сите познат како извештај за напредокот. Со оглед на тоа што се работи за текст во ова постмодернистичко лавиринтално постоење, околу тој текст се развиваат низа дискурси, кои што создаваат веќе секоја година еден вид на символична, но и фактичка војна на интерпретации. Сите го интерпретираат тој текст, има тука две спротивставени страни, традиционално, но сите го интерпретираат тој текст на различен начин, при тоа натрупувајќи дискурси и на некој начин гушејќи ја вистината на тој текст. Во ова свое кратко обраќање сакам само да истакнам дека овде ќе се зборува практично за непосредната вистина на тој текст. Ќе се зборува стручно, компетентно, отворено, критички и без загради. Текстот е, за жал, оваа година, како и во изминатите, обскурен, но тој е таков заради тоа што таква е и вистината во нашето општество. Обскурна и мрачна. Го парафразирам во крајна линија
она што го кажа евроамбасадорот Жбогар, а што остана не толку забележано во јавноста. Ве поздравувам уште еднаш и му препуштам збор на Андреа Стојковски и тој да ја искаже својата уводна елаборација. Да, како што кажав, во воведниот дел имаме двајца воведничари и ја започнуваме дебатната сесија. Андреа, повели. Добре, јас ти имам веројатно повеќе шанса да зборувам во вториот дел, затоа за почеток само добар ден, ви благодарам што дојдовте. Ова е 8 година како Фондацијата Отворено општество Македонија и Македонскиот центар за европско образование ја изготвуваат компаративната анализа на последните 4 извештаи на Европската комисија. До минатата година тоа беа извештаи за напредокот, од минатата година тоа се извештаи за државата, веројатно заради тоа што напредокот изостанува. Ако го погледнете извештајот внимателно, ќе видите дека во речиси од секој од поглавјата на самиот почеток, можеби не првата, меѓутоа втората реченица вели there is no progress in the last reporting period, или нема никаков напредок остварен во минатата година. Она што можете да го видите како материјали кои што ги подготвивме за денешнава конференција, најобемниот материјал е, впрочем, компаративната анализа, оваа година насловена итни реформски промашувања, малку објаснување околу за разбирањето на анализата. Табеларно се прикажани четирите години за кои што известуваме, односно за кои што ја правиме анализата, почнувајќи од 2013 до 2016 година. Македонскиот центар за европско образование и фондацијата заедно одлучивме уште во почетокот дека ќе ги земаме секогаш во предвид само забелешките на Европската комисија, бидејќи тоа се укажувањата што е она што ние треба да го подобриме во следната година или на што треба да се концентрираме кога ќе работиме. При анализата и при извлекувањето на забелешките во следните години, односно во последната, оваа година, 2016 година, одбележуваме колку пати се имаат повторено забелешките во изминатите 4 години и од таму она што е искажано со задебелени букви е работа која што се повторува прв пат во извештајот, односно се повторува еднаш во извештајот. А сите оние работи кои што се наведени со црвено, буквите се искажани со црвено, се повторуваат 2 или повеќе пати. Оваа година имавме веројатно среќа или несреќа, среќа во несреќа, има помалку црвени букви, иако има доволно црвено во целиот извештај, меѓутоа помалку црвени букви заради тоа што состојбата е констатирана минатата година со извештајот на комисијата, со извештајот на експертската група на Прибе и во практично сите повикувања се однесуваат на овие два извештаи. Мислам дека од аспект на методологија и објаснување за компаративната анализа и за вака утринско обраќање е доволно. Уште еднаш добар ден, добро дојдовте, благодарам што сте овде со нас. Благодарам Стојковски. Значи вака, сега ја отвораме дебатната сесија. Пред да ја почнеме, јас ќе ги замолам панелистите да се придржуваат во некој тајминг од 7 до 10 минути во своите говори, презентации и компаративни анализи со цел да може да се остави простор и на крај за дискусија, за констатации и вклучување на присутните во дебатата во сесијата. За општите оценки од извештајот за она што значи условена препорака, особено во делот на политичките критериуми, сега збор ќе отстапам на Бојан Маричик, извршен директор на Македонскиот центар за европско образование. Бојан, повели. Благодарам, Анита. Иако има многу што да се зборува во делот на политичкиот критериум, јас ќе се обидам да ги извлечам оние најбитни работи кои што најмногу придонесоа за препорака таква каква што имаме. Препораката оваа година е условена со два клучни услови. Првиот услов се однесува на одржување на кредибилни избори, веродостојни избори, како непосреден услов кој што
е блиску од објавувањето на извештајот, за да воопшто се разговара за одмрзнување на препораката, а вториот услов е превземање на итните реформски приоритети како реформска агенда на следната влада, односно суштински напредок во итните реформски приоритети. Ова беше второво услов и минатата година. За жал, во самиот извештај се констатира дека од минатата година до денес само делумно се направени работите од итните реформски приоритети и тоа многу мал дел кој што беше дел од Пржинскиот договор, но дека се уште тој документ не е сериозно земан да биде основа за ова агенда и токму затоа можеме да кажеме дека се работи повеќе за промашување отколку приоритети, бидејќи не е ниту започнато нивното спроведување, ниту на забелешките од извештајот на ПРИБЕ, а оние работи кои што беа извлечени од страна на амбасадорите на ЕУ и САД како услови за изборите и како услови за првично прифаќање на овие приоритети не беа направени. Еве, например, во делот на јавната администрација не е направена препораката од итните реформски приоритети да се суспендира законот за трансформација на времените работни места во трајни. Така што останува да елаборираме сега зошто е ова вака и зошто е волку условена препораката, бидејќи оваа година како да се побитни изборите отколку реформските приоритети, но сепак не сакаат, не се откажува Европската унија од нив затоа што смета дека без тие итни реформски приоритети кои што ја обврзуваат и Европската комисија и политичките партии не може да имаме напредок. Во делот на политичкиот критериум во сите категории имаме по-остар јазик од минатата година и имаме јасно вперување на прст во политичкото ниво на спроведувањето на реформите. Значи, недостатокот на политичка волја и немањето напредок доминираат како термини и во политичкиот критериум. Тоа значи дека не може веќе да се зборува само за тоа дека институциите немаат административни капацитети, дека институциите немаат доволно средства, но имаат волја, дека законите треба да се сменат за да имаме подобра рамка. Тоа ниво е надминато. Значи, покрај тие работи, сега јасно се кажува дека нема политичка волја за спроведување на реформи, значи ја нема основната, клучната субстанца за да може да има енергија за реформи, за да може да се притиска оваа агенда напред. Македонија се квалификува како заробена држава во делот на демократијата и како држава која што е во длабока и постојана политичка криза. Демократските услови во земјата беа сериозно нарушени со одлуката на председателот Иванов за помилување на 56 личности мешани во скандалот со нелегалното прислушување. Доминантните партиски интереси надвладуваат над државните интереси или институционалните интереси за клучните прашања и проблеми, а сериозната нарушена демократска средина во државата силно се одразува на еднината на земјата. Тоа е категоризација на демократијата во Македонија. Во делот на избори многу конкретно се раскажува приказната за одлагањето на изборите, но и за тоа дека постоел притисок и од меѓународната заедница и од политичките актери во државата за одлагање на овие избори, дека било неминовно да се одложат два пати за да се дојде до услови за веродостојни избори. Се укажува дека и натаму остануваат проблеми со изборниот законник кој што би требало да се усогласи со останатиот правен систем и дека се уште не се целосно прифатени препораките од ОПСЕ ОДИХР, но исто така се поттикнува Државната изборна комисија да работи повеќе за изградување на својот кредибилитет, да биде потранспарентна, да се ослободи од политичката тензија во која што функционира и да соработува повеќе со засегнатите страни надвор од политичките актери. Исто така се признава и објективната околност дека Државната изборна комисија се соочувала со големи политички притисоци, но и со обструкции во нејзиното функционирање од технички
аспект и од аспект на човекови ресурси, финансии и така натаму. Во делот на собранието или парламентот, практично од овој дел произлегуваат клучните забелешки и за демократијата и за се друго. Општа оценка е дека собранието не ја врши адекватно својата улога во речиси ниту една област во која што има надлежности. Значи, нити ја врши својата улога во во законодавна смисла, значи законите се носат многу често по брза постапка, без консултации со граѓаните, без консултации дури ни со политичките партии во парламентот некогаш, со сите, ниту пак надзорната функција ја врши како што треба за надзор врз извршната власт, ниту една од трите комисии кои што беа основани со Прженскиот договор или надградени со Прженскиот договор за да вршат контрола врз работата на полицијата и тајните служби, не профункционира како што треба во изминатиот период, се претвори само во театар или во скандал повеќе отколку театар. И меѓутоа никогаш не профункционира во својата надзорна контролна улога врз овие органи кои што се покажаа во извештајот на Прибе како многу проблематични. Исто така, истото се однесува и на онаа функција, буџетска функција на дискутирање и усвојување на буџетот. Значи, ниту една од функциите на парламентот не е оценета како соодветна. Понатаму и во делот на влада и во делот на децентрализација особено во делот на влада се става фокус на политичката криза и на играта околу поставувањето на министрите, сменувањето на министрите, оставката на Груевски, новиот премиер и така натаму. Значи, тоа е во суштината на владењето во делот на влада. И во делот на децентрализацијата се укажува дека е повторпа дека е потребна ревизија на правната рамка за функционирањето на локалната самоуправа. Во делот на јавната администрација како основни причини за загриженост се истакнуваат неефективната одговорност, употребата на јавниот сектор како политички инструмент, значи неодвојувањето на државата од партијата, наводи за притисок врз вработените, наводи за политизација, искористување во партиски цели и недостаток на јавна контрола врз институциите, односно врз јавната администрација. Во делот на владење на правото и борба против корупцијата се повторуваат оние делови од 23-ка, затоа нема многу на тоа да се осврнувам, ќе оставам повеќе простор на уранија, бидејќи таа ќе зборува за поглавјето 23, но би сакал да нагласам дека и владењето на правото и борбата против корупција се под влијание на политичката криза и на работата на специјалното јавно обвинителство. Значи, специјалното јавно обвинителство како структура непосредно се доведува во врска со владењето на правото и со борбата против корупција и затоа не можеме да ги одвоиме тие работи едно од друго. На крајот би завршил само со делот на граѓанско општество, кој што мислам дека е различен од се досега што се работело, и сите извештаи предходно, и мислам дека дава една убава слика за тоа што се случува во граѓанското општество и многу е битно како ќе ја прочитаме и како ќе ја сватиме. Имено во делот на граѓанското општество комисијата се фокусира на две работи. Прво е условите или контекстот во кој што функционира граѓанското општество во Македонија. И второто е улогата на граѓанското општество во решавањето на политичката криза. Значи, во контекстот во кој што функционира граѓанското општество, детално и точно се опишуваат објективно сите притисоци со кои што сите ние се соочуваме секојдневно. Од медиумските хајки до судските процеси, честите повикувања во полиција на сите оние кои што биле активни учесници или на протести или биле критичари на власта и разните видови други на притисоци преку откривање на личните податоци или јавното клеветање
на сите како група или на поединци. Но исто така, она што е уште побитно, како позитивни примери за зајакнување на демократијата и активно учество во решавање на политичката криза, се посочуваат и протестите од шарената револуција, но и блупринтот кој што беше изготвен од страна на неколку граѓански организации и неколку експерти, предлогот за итните реформски приоритети, за итните демократски реформи, со што практично се уважува и се оддава признание на граѓанскиот сектор дека има сериозна улога во решавањето на кризата, но и натаму во туркањето и вршењето притисок на следната влада за реформирање на овие клучни области. Според мене заклучокот покрај тоа што ако објективно гледаме требаше веќе одамна да ни биде земена препораката. Ова го гледаме, јас барем го гледам како една шанса, последна можеби шанса да се направи нешто со веродостојни или фери демократски избори и со превземањето на некаква реформска агенда по изборите. Но мислам, тоа го кажав неколку пати, веќе би го повторил за крај, мислам дека е многу важно реформската агенда да не се остава само на владата, на било која влада. Досега се покаже дека особено оваа влада која што досега владае, нема никаков реформски капацитет, ниту можеме да очекуваме некакви реформи од неа. Потребно е, неопходно е реформите да ги прави владата, меѓутоа во соработка и согласност и со опозицијата, значи со зголемена улога на собранието на Република Македонија, со активна улога во консултирање и прибирање на квалитетни идеи и нивна разработка од граѓанското општество, но и од сите засегнати страни кои што можат да помогнат во тоа. Значи реформската агенда да не биде само владина агенда, туку да биде општествена агенда за да може да има ефект и за да може да придонесе на излез од кризата. Благодарам. Благодарам, Бојан. Јас би рекла дека освен во политичкиот дел, прилично јасни и концизни пораки и препораки Европската комисија испорача и во економскиот дел. Во извештајот и овој пат се нотирани јавните финансии, особено јавните финансии. Јасно се бара финансиска консолидација. Тоа значи намалување на долговите, намалување на буџетските дефицити, за кои Европската комисија констатира дека само ги проектираме на хартија врз основа на оптимизам, но не и на реални економски проценки и оценки. Економијата е моја слабост и нема да продолжам понатаму за компаративниот дел. Збор ке препуштам на Фани Карамфилова-Пановска, Фондација Отворено општество, извршен директор. Повелете. Благодарам, Анета. Добар ден и од мене. Навистина е понекогаш помалку благодарно да зборуваме за економските критериуми, не од други причини, тие се секогаш поегзактни од овие другите политичките, туку од причина што поради талогот или тоа што го има во политичките критериуми во овој извештај и во сите претходни, фала Богу, многу малку сме посветувале дел од дебатата на тоа што има во економските критериуми, како Европската комисија го цени развојот на нашите економски политики и дали тоа што гарнитурата на власт со години наназад јавно промовира сериозен економски развој, е вистина или не, и дали тоа така е гледано од страна на Европската комисија и уште поважно, како економските политики и управувањето со економијата од страна на Европската Унија доживува развој, односно модификација, особено во изминативе 2 до 3 години. Дебатата за економските критериуми и што ни се случува со економијата е многу важна, затоа што тоа е еден магепсан круг кој што последиците од тука влијаат на оној дел што значи владење на право, демократија и човекови права. И обратно, начините на кои што се узурпираат правата, демократијата и така натаму, многу често се случува да се прави со помош на економски или финансиски
инструменти на гарнитурите на власт. Кога станува збор за начинот на кој што се управува со економијата, Европската Унија, имајќи ги предвид последиците од незината финансиска криза од 2008 година па наваму, воведе еден нов систем со кој што ги следи и државите кои што се дел од проширувањето. Значи, ригидните критериуми и мерила и следења за тоа како се развиваат економиите на државите членки на Европската Унија е пресликано врз следењето на економските политики и особено на јавните финанси и монетарните политики на државите кои што се дел од пристапувањето. Во тој контекст, од почетокот на 2015 година, Република Македонија е дел на тој процес на мониторинг на економското управување, со тоа што покрај сите други обврски што владата ги има визави Европската Унија и изготвувањето на разните документи поврзани со политиките, има обврска на 1 јануари секоја година да изготви програма за економска реформа, во која што треба јасно да ги нотира сите состојби, фактички, целата фактичка состојба поврзана со јавните финансии, поврзана со економските политики, вработеноста и невработеноста и поврзана со делот за образовните политики и иновациите кои што се воведуваат како новитет, условно речено во последниве 2 години, кога станува збор за текстот на економските критериуми. Претходно, делот на образованието и иновациите се третираше повеќе или помалку, да не речам, беше занемарено кога се зборуваше за економијата, беше предмет само на разгледување на поглавието за образование. Оваа година и изминатата, еден сериозен дел од извештајот е насочен и кон тоа дека нашето образование де факто не обезбедува кадри кои што имаат вештини за да може да се прилагодат на пазарот на трудот, дека таа сериозна дискрепанца помеѓу тоа што младите луѓе добиваат како ќе изгледат образовниот процес и како понатаму треба да се вклучат на пазарот на трудот, има структурален карактер и дека тоа апсолутно таквата подлога на која што стоиме денес не нуди некоја перспектива дека овие работи наскоро ќе се променат. Но да се вратам на клучниот дел од критиките кога станува збор за економските критериуми, а тоа е, како што Анита потенцираше, нивните забелешки, констатации поврзани со начинот на кој што се управува со јавните финанси. Европската комисија не само оваа година, ќе речам 3 години наназад, претходно беше поблага во оценките, цени дека во Македонија има погрешно водење на јавните финанси, дека доказ за тоа е постојано растечките буџетски дефицити, кои што иако кога проектираат, викаат ке ги намалиме, реализацијата покажува дека редовно во изминативе 3-4 години процентот на буџетски дефицит од планираното во моментот на реализација постојано е зголемен. Европската комисија коментира дека нема основа да се цени дека е можно да се намали внатрешното задолжување и буџетскиот дефицит, заради тоа што мерките што владата ги предлага тоа да го направи се несоодветни, односно мерките што владата ги предлага се базираат на оптимистични процени за тоа како ќе расте економијата. Со други зборови кажува тоа што владата вели дека порастот на бруто домашниот производ ќе биде во тој и тој процент, не е реалистично. И втората задршка, тука запирка е, вели, не може да веруваме дека владата е посветена на фискална консолидација и на намалување на внатрешниот долг, заради тоа што многу често во изминативе години се случуваше да има пораст на пензиите, на социјалните трансфери и на зголемување на платите на вработените во јавната администрација, и тоа на адхок основа, нешто што претходно не беше испланирано, и последиците од таквите порасти на тој тип на трошења не беа земени предвид при другиот дел од планирањето.
Има една интересна забелешка оваа година, лани не беше толку експлицитна, кога станува збор за внатрешното задолжување, Европската комисија вели загрижува фактот што голем дел од капиталните расходи, значи тоа што владата троши за инвестиции и инфраструктура, е префрлено како обврска на јавните предпријатија, односно јавните предпријатија се тие кои што се накалемени со одговорноста да инвестираат во различни инфраструктурни и инвестициски потфати, зашто пак тие вели земаат кредити, бидејќи немаат пари реално да инвестираат, а за тие кредити гаранции издава владата. Овие гаранции кои што владата ги издава на јавните предпријатија, да тие може да земат кредити и да инвестираат, практично стануваат дел од нашиот внатрешен долг и заради тоа порастот на внатрешниот долг, вели Европската комисија, од 1 до 40, зборам за домашниот, внатрешниот јавен долг, до 40,6% од бруто домашниот производ, де факто поентира дека проблематична е одредбата или одредницата на владата да ги тера јавните предпријатија да ја исполнуваат незината инвестициска агенда. За надворешниот долг, тоа што го зборуваме со години, кажува дека рапидно расте надворешниот долг, го оперира со процент од 70% од бруто домашниот производ и нормално коментира дека сериозен пораст во изминатите 5 години од 2000, море повеќе, 7 години од 2008 навака се случува на планот на надворешното задолжување. Забележува дека покрај задолжувањето на државните институции, значи на владата, јавните предпријатија, локалните самоуправи, дека се забележува задолжување и кај приватниот сектор, значи и домашните фирми почнуваат сериозно да се задолжуваат на надворешниот пазар. Кога зборува за невработеноста, тоа се препораки, односно забелешки кои што се нотирани можеби во изминатите 4-5 години во сличниот формат и тоа оди од прилика така што невработеноста останува висока, особено кај младите и особено кај оние кои што долго време бараат работа, што укажува на тоа дека ние економистите велиме имаме структурен проблем кога станува збор за невработеноста, односно кога целиот систем, структурата е така поставена да не може да генерира нови вработувања во смисла млади кои што имаат вештини да ги задоволат потребите на пазарот на трудот, дури и порастот, економскиот раст кој што се мери со порастот на GDP, што може да се случи, што е случај кај нас, не е гаранција дека ќе се зголеми вработеноста. Просто причина што вие немате кадар кој што може да го пополни, да пополни таа потреба од нови вработувања или нови работни места. Ние имаме таков структурен проблем. Имаме проблем да луѓето со години бараат работа и не успеваат да ја најдат од причина што нивните квалификации не одговараат на тоа што го бара пазарот, или пак имаме многу млади кои што излегоа од високообразовните институции и кои што се без работа. Проблемите со невработеноста влијаат на тоа како функционира самиот приватен сектор и има еден цел дел во извештај што се однесува на тоа во каква средина оперираат малите и средни предпријатија, односно нашиот приватен сектор и констатацијата е дека заради големиот процент на сива или неформална економија, велат 20% од македонската економија е се уште во сивата зона или е неформална економија, од која што регуларните, формалните мали и средни предпријатија трпат нелојална конкуренција, имаат потешкоти во работењето. Малите и средни предпријатија немаат пристап до финансии на банкарскиот, на пазарот на финансиските пазари, практично немаат лесен пристап до финансии од банките. Малите и средни предпријатија не успеваат да ја добијат поддршката која што ја добиваат странските
инвеститори кои што доаѓаат во државата, кои што се повластени во однос на нашето домашно стопанство, со тоа што многу често добиваат лиценци и дозволи за работа побрзо отколку нашите домашни фирми, и дека нашето домашно стопанство е дискриминирано и по однос на тоа како нашите институции, особено вели институциите на локалните самоуправи, ги третираат бизнисите, односно како нашите фирми успеваат да се справат со институциите и тоа што институциите им го бараат, особено, вели, малите фирми имаат проблем да функционираат и да работат од причина што се забележува сериозно политичко влијание врз судството и сите спорови кои што стопанството ги има пред судовите заради таквата политичка подреденост на нашето судство на елитите, не може да се ги остварат своите права и сето тоа им прави пречки да фирмите практично не можат да дишат. Ќе завршам со тоа што има и многу други работи во извештајот, се разбира. 7 до 10 минути е многу малку да зборуваме за тоа како Европската унија ја оценува нашата економија и што е тоа што треба да направиме. Со констатација дека навистина власта која што ќе дојде по 11 декември и се надеваме дека ќе имаме власт, ќе биде очигледно дека ќе биде возможно во Македонија се формира власт, сакам да кажам нема да имаме немири од поголем карактер кои што ќе не попречат во тоа, ризици да такво нешто се случи секако дека постојат. Она нова власт во Македонија ќе мора да се зафати сериозно со економските реформи. Не го кажам ова само на ниво на флоскула, мислам дека работата таму е подеднакво катастрофална и подеднакво драматична и можеби уште пострашна од она поврзана со институциите и со демократијата, заради тоа што пред се заради ризикот од нестабилните јавни финансии и ризикот по макроекономско дестабилизирање. Ќе се бара многу ум, ќе се бара многу голема дисциплина и ќе се бара многу голема одговорност за да можеме политиките поврзани со економското управување генерално и јавните финансии и другите политики економски да се постават на трасата да тие не бидат причината за следниот голем пат. Ви благодарам. Благодарам, Пановска. Јас во овој дел би додала до толку се оди во детали во економскиот дел, што Европската комисија дури нотира дека во изминативе години значајно се менува структурата на отплата на долговите кон надвор и дома. Значи се кумулираат долгорочни долгови. Тоа значи дека тоа што го зема сега владата како кредит, како позајмица, ќе треба да го отплаќаат некои идни генерации, а се троши сега. Тука ќе спомнам само уште два најнови податоци, претпоставам дел од вас веќе ги слушнале. Ние сега годинават во третиот и вториот квартал соборивме, урнавме два рекорди во однос на задолженоста. Јавниот долг, морав да го кажам ова, нели, да повториме. Јавниот долг надмина 50% и тоа се смета за пробивање на онаа психолошка граница на одржливост, а бруто надворешниот долг излезе вчера или завчера, мислам, тој надмина 73% и според овој критериум Македонија веќе е во групата на високо задолжени економии. И во делот на задолжувањата на јавните предпријатија, сакам да речам, тука се нотира гарантираниот долг, оној за кој што гарантира владата. Но каде е негарантираниот долг? И на општините и на јавниот сектор. Тоа е многу значајно, бидејќи еве стручњаците, економистите велат дека тој скриен негарантиран долг значајно може да смени сликата за состојбата со вкупните задолжувања. Нема повеќе во овој дел да коментирам, оти можева да трае бесконечно. Одиме на поглавје 23, судството, и таму сериозно, јасни, експлицитни пораки. Забележав само една реченица, ќе ме поправи Уранија ако грешам. Во извештајот се вели голема грижа во делот на судството, продолжува да назадува. Така ли е, Уранија? Па добро, судството назадува, мислам дека во последните 10 години. Но јас би започнала со тоа дека кога ќе видите дека ви ја квалификуваат државата како заробена држава и кога понатаму ќе прочитате дека во нашето општество има заробени институции
и кога ќе приметите дека низ целиот извештај провеува она сентенца дека политичката зависи од политичката волја, дека постои политичко влијание во речиси сите сегменти, сите институции надлежни да постапуваат кога станува збор за правата на граѓаните, тогаш нормално се наметнува заклучокот дека не може да зборуваме во ниту еден дел од поглавието 3 дека постои каков било напредок. Повторно како точки на загриженост се наведуваат истите 3 точки и од минатогодишниот извештај: слободата на изразување, затворскиот систем и секако востановување на надворешен механизам за надзор на работата на полицијата. Сега, морам да кажам дека кога станува збор за затворскиот систем и кога станува збор за полицијата, препораките не се исти само од минатата година, туку од пред 10 години. И тоа особено станува збор за затворскиот систем. Го говорам ова бидејќи Хелсиншкиот комитет редовно ги следи и извештаите на Комитетот против тортура. Македонија беше неколку пати во позиција да добие, да речам, најлоша оценка и да биде прозвана од страна на Комитетот против тортура. Не знам што се случи, не знам зошто тоа не го направи Комитетот против тортура, инаку да кажам дека Чеченија има добиено таква една опомена од Комитетот против тортура, меѓутоа ете се извлече Македонија, иако не сметам дека е тоа добро, и затоа сметам дека и овој извештај за кој што говориме дека сега е многу потранспарентен, дека многу подобро ги отсликува состојбите, едноставно е задоцнет. Значи, овој извештај нас требаше да ни се случи после 2012, случувањата во декември 2012, црниот понеделник. Меѓутоа, мислам дека дикцијата е многу слична со извештајот на Прибе и мислам дека Европската комисија не можеше да ги избегне овој пат квалификациите во извештајот на Прибе и фактичката состојба која што беше таму прикажана, па мораше да се движи во таа насока. Што се однесува до судството, и гледам дека во агендата е ставено дека почетна точка треба да биде блупринтот. Во моето излагање Бојан веќе спомена дека во извештајот се споменува блупринтот, се споменува улогата на граѓанското општество. За судот би сакала ова што го читам да соодветствува со она што ние го наведовме во блупринтот како препорака. Инаку, кога станува збор за правосудството, во делот правосудство, во блупринтот ние имавме препорака дека треба да се случи разрешување на членовите на судскиот совет, за да може да дојде до независен и непристрасен избор на суди кои што би работеле во судското оделение или во специјалниот суд, се кое решение ќе се избере, кој што би постапувало по барањата на СЈО. Значи, делот кој што се однесува на судство, а вели реформи во дисциплинската постапка и во постапката за разрешување во согласност со препораките на Венецијанската комисија, јас сакам да ги читам на начин на кој што ние тоа го наведовме во блупринтот. Морам да кажам дека кога станува за збор за правосудството, па и за специјалното јавно обвинителство, јас навистина бев изненадена што не влезе во извештајот експлицитно дека треба да се воспостави такво судско оделение. Исто така и дека експлицитно не беше наведена нашата препорака да постои посебно оделение во Министерството за внатрешни работи, кое што би постапувало по барањата на специјалната јавна обвинителка. При вчерашната средба со амбасадорот Жбогар беше споменато дека експликацијата по однос на специјалното јавно обвинителство дека треба да и бидат ставени на располагање сите ресурси за да може да продолжи со нејзината работа, значи и ова.
но мислам дека Фани тоа спомена претходно. Доколку не постои, не се случи промена на власта, ние знаеме власта каков однос има кон препораките и во овој извештај и во сите извештаи кои што се подготвуваат за состојбите во Македонија, тогаш Европската комисија ќе треба да покаже цврста заложба дека кој да дојде на власт после 12 декември ќе се заложи да се продолжи работата на специјалното јавно обвинителство. Што се однесува до другите делови од извештајот, се однесуваат на поглавието 23, особено на ранливите групи, повторно ЛГБТИ заедницата е издвоена и посебно се зборува за тоа дека феноменот на неказнивост се уште обстојува. Сторителите на нападите на ЛГБТИ Центарот за поддршка се уште не се изведени пред суд, истрагата едноставно не се води, не постои политичка волја владата да спроведе соодветна постапка по овие случаи. Единствено се наведува постапката која што се водеше против лицето кое што за време на маршот на толеранција напад на двајца учесници на маршот, кој што доби 7-месечна казна, но по жалба се уште е во апелациониот суд. Значи не можеме да зборуваме за било каков исход кога станува збор за постапките кои што се однесуваат на нападите на ЛГБТИ заедницата. Она што мене исто така ме радува е што за прв пат се спомнуваат транс лицата и нивната неможност да добијат соодветна здравствена нега кога станува збор за нивната состојба. Кога станува збор за другите ранливи групи, ромската популација, децата, лицата со попречености, повторно и во овој извештај се наведува дека се соочуваат и со директна и со индиректна дискриминација, што значи дека Македонија не прави никаков напор да им овозможи достоинствен и квалитетен живот на овие луѓе. Јас особено тука би ги споменала лицата со попречености. Мислам дека секој од нас, доколку ги прошета државните институции во главниот град, ќе забележи дека прво не постои физичка пристапност на лицата со хендикеп до овие институции, што е недозволиво, особено за земја која што се декларира дека е социјална и дека се грижи за ранливите групи. Она што исто така сакам да го наведам и што представува новитет е дека се обрнува особено внимание на слободата на здружување. Имено, ние години наназад известувавме за нападите кои што се случуваат врз граѓанските активисти и сите оние кои што ја критикуваа власта. Меѓутоа, оваа година, првпат во извештајот, експлицитно се наведува дека учесниците во шарената револуција се соочуваа со прогон, се наведува дека кривичното дело за кој што дел од нив се товарат е мощно широко и може да биде предмет на злоупотреби и на манипулации. Повторно се споменуваат исто така и нападите врз новинарите и јас морам да кажам дека следејќи ги овие случаи не постои никаква правна разрешница, што значи дека повторно се враќаме на политичката волја. И секако јас ова го оставив за крај, што ме изненади е дека мощно експлицитно се говори за членовите на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, кои што знаете дека беа избрани на еден мощен нетранспарентен начин и дека нивните ставови се сосема во спротивност со оние ставови и вредности кои што треба да ги почитуваат и треба да бидат дел од нивната работа. И тука конкретно мислам на председателот на оваа комисија, господинот Даштевски, и членот на оваа комисија, господинот Науновски, кој што во јавноста покажа и хомофобични ставови,
а да не зборуваме за тоа дека господинот Даштевски е и член на ГДОМ. Според тоа, овие, да речам, новитети во извештајот се должат секако и на она што се случуваше во текот на оваа година, меѓутоа сметам дека сепак представува некаква морална сатисфакција дека конечно она што ние сме го известувале до меѓународните организации, до делегациите кои што посетуваат Република Македонија заради изготвување на овој извештај, конечно и станаа дел од извештајот за напредокот на Република Македонија. Благодарам. Уранија Пировска, извршен директор на Хелсиншки комитет, ти благодарам. Во изминатиот период, веќе се спомна во делот од сесијава, беше изработен документ со наслов «Итни демократски реформи». За овој документ застана поголема група на граѓански организации, беше вклучена академската јавност и експерти. Овој документ содржеше конкретни јасни препораки, а како сублимат од сето тоа беше прво реформи, па и избори. Колку мерките и предлозите од овој документ, од овој блупринт, компарираат и се содржат во извештајот. Повторно, еве Андреа, како што се најави, повторно се вклучуваш во сесијата, повели Андреа Стојковски, Македонски центар за европско образование за блупринтот. Добро, јас би започнал од онаму каде што зборуваше веројатно Бојан и Уранија, бидејќи тоа се клучните моменти каде што блупринтот може да се забележи или од каде што може да се црпат препораките наведени во нашиот документ, а сега веќе повторени во рамки на извештајот на Европската комисија. Прво, добрата работа е дека во параграфот 1 во делот за граѓанско општество, некаде во средината на самиот параграф е запишано дека една група на граѓански организации во текот на годината, на средината на годината, излезе со предлог мерки за итни демократски реформи, она како што е насловен документот кој што ние го зборуваме, го нарекуваме Blueprint, бидејќи добро е, бидејќи покажува дека овие предлози се разгледани, се прифатени и во голема мера се препознаваат како добри предлози. Во времето кога го работевме документот, размислувавме првенствено за техничка влада, која што ќе треба да ги подготви изборите, техничка или експертска влада која што ќе треба да ги подготви изборите и која што во тој период од нашето подготвување и презентирање на документот па се до 11 декември ќе треба да изработи или да исполни една голема листа на приоритети. Ние тогаш зборувавме за нешто што ќе треба да се стори веднаш и нешто што ќе треба да се стори во текот на наредните 3 месеци, па зборувавме за најдолг рок од 6 месеци. Роковите не се веќе така. Меѓутоа, добрата страна е дека самата условена препорака се условува со неколку од работите за кои што ние зборувавме во блупринтот. Кредибилните избори се првиот дел на условот или првиот услов на препораката. Јас би се согласил со некои кои што велеа дека практично препораката е одложена, бидејќи се уште не можеме да зборуваме за формално дадена препорака, ќе зборуваме дури откако ќе ги завршиме овие неколку работи за кои што комисијата зборува, а потоа зборуваат за итните реформски приоритети и за нивното исполнување или имплементација. Меѓутоа, кога зборуваат за итните реформски приоритети, зборуваат за два моменти: одговорност и владење на право. И тоа се двата моменти кои што се клучни, верувам, и во рамките на блупринтот. Да, имаме тука повеќе области за кои што зборуваме и повеќе сетови на мерки за кои што зборуваме, меѓутоа ова се двата моменти кои што се клучни заради тоа што државава се соочува со такви проблеми со кои што се соочува. Кога зборуваме за делот на одговорност, Уранија веќе спомена, првите предлози кои што се ставени во делот на правосудство во рамките на блупринтот се однесуваат на поддршката на специјалното јавно обвинителство и начинот на кој што се формулирани, онака што зборуваат сите за нив при презентациите на извештајот, сметам дека
не треба да се грижиме, без оглед кој ќе ја формира владата после 11 декември, задачата за обезбедување на одговорност на сите оние, како што вели извештајот, кои што ги злоупотребиле своите функции, неовластено или незаконски прислушувале, ги прекршиле човековите права, ќе мора да се утврди. И тоа е јасно. Очекувањата се дека тоа ќе треба да го стори специјалното јавно обвинителство. Оттаму, лично, немам грижа околу притисокот и механизмите кои што постојат и ќе се употребат за да се обезбеди измената на оние закони кои што ги побара специјалното јавно обвинителство, меѓу другото и на неколку други закони за кои што ние овде зборуваме во рамките на блупринтот, да се однесуваат на подобрување на работата. Кога зборуваме за одговорноста дополнително или пак за владење на правото генерално, тогаш би требало да спомнеме и за мерките кои што во блупринтот се опфатени, се разработени, а како препораки дојдоа во последниот извештај и се однесуваат на работата на јавното обвинителство. Нешто што веројатно го повторив безброј пати во текот на оваа година и не само јас, туку сите го зборуваат истото. Имаме специјално јавно обвинителство поради неактивноста на јавното обвинителство или неработењето на јавното обвинителство. Во извештајот се констатира токму на овој начин, можеби малку е фразата поинаква, меѓутоа ова постои како формулација во рамките на овој извештај. И меѓу другото бараат подобра координација помеѓу јавното обвинителство и сите други органи за прогон, меѓутоа и други органи кои што ги извршуваат законите со цел да се обезбеди одговорност и да се обезбеди владење на правото. Кога зборуваме за независноста на судството, тоа е веројатно најголемата болка и најдолгиот дел во рамките на извештајот кој што се однесува на функционирањето на системов и каде што се изнесени едно чудо забелешки. Предлогот за кој што зборуваше пред малку Уранија, може би не на тој начин, меѓутоа сепак е доволно разработен во рамките на обуката за судии и јавни обвинители и изедначувањето на критериумите колку тоа ќе биде тешко за да се влезе во професијата и за судии и јавни обвинители и како да се обезбеди на вистина независност на судството, без при тоа судиите да бидат избирани од тефтерчињата на некој. Во власта се разбира. Ако зборуваме понатаму за одговорноста, онаму каде што бевме ние најексплицитни во рамките на блупринтот, борбата против корупцијата, најексплицитни се овој пат исто така и во рамките на извештајот. Борбата против корупцијата содржи едно чудо мерки кои што ја опфаќаат, верувам, клучната мерка за која што зборувавме во блупринтот, а тоа е распуштање на овој состав, разрешување на овој состав на Државната комисија за спречување на корупција и подобрување на изборот на оваа комисија, меѓутоа и нов избор на нова комисија која што ќе гарантира независност, непристрасност, објективност во постапувањето и при тоа ќе обезбеди постапување во сите оние случаи на високо профилна корупција. Повикувајќи се при тоа дека, впрочем, специјалното јавно обвинителство, најголемиот дел од покренатите истраги и од случаите за кои што работи, инволвираат корупција на високи државни функционери. Така што и тоа е дел од блупринтот кој што, да, можеби нема да го имплементира експертска влада како што ние зборувавме на почетокот, меѓутоа која и да е влада, тоа се принципите кои што подразбираат вистинска демократија или демократско општество и владење на право. На самиот крај, не смеам да пропуштам уште два моменти. За едниот нема да зборувам повеќе, да зборувам опширно, меѓутоа ќе го споменам. Се разработува моментот на функционирањето на државата и партијата и нивната поврзаност. Се зборува за мерки, принципи и начини како да се обезбеди воведување на мерит системот за сметка на ова што ние го имаме сега. И конечно, изразувањето споменувањето на блупринтот, подсетувањето на улогата на граѓанското општество и на организациите на граѓанското општество, подсетувајќи на грешката која што државава ја направи, односно владата ја направи при конституирањето на оној совет за соработка со граѓанското општество,
не водат кон последниот момент и кон моментот на обезбедување на контрола. Контролата е исто така дел од итните реформски приоритети, а беше дел и од предлозите за итни демократски реформи. Создавањето на еден систем кој што ќе обезбеди воспоставување на консултативен совет во рамките на владата, со председателот на владата и представници на граѓанското општество, со воспоставување на посебни работни групи кои што ќе функционираат во рамките на соодветните министерства, со именување на лица кои што ќе бидат лица за контакт со граѓанско општество од страна на секој министерство, со инволвирање на реални функционирачки организации на граѓанското општество, без при тоа да се злоупотребува механизмот за консултации, бидејќи и за тоа се зборува во рамките на годинешниот извештај, ќе представува основа за подобрување на работата или пак за подобрување на политиките кои што оваа држава има намера да ги развива во наредниот период или пак новата влада ќе ги развива во рамките на својот мандат. Конечно, соработката на граѓанското општество не смее да биде ограничена само на владата и за тоа зборуваме во рамките на блупринтот исто така, проширувајќи го овој механизам на собранието и на соработката помеѓу клучните комисии во рамките на собранието и организациите на граѓанското општество, преку воведување на месечни јавни расправи, консултации со граѓанското општество и редовно повикување и учество на представници на граѓанското општество на сите седници на комисијата, на секоја од комисиите во рамките на собранието. Она што верувам е важно од зошто би требало да се случува вакво повикување на представници на граѓанското општество на седниците на комисиите, ќе го објаснам со изјава на скоро починатата Светлана Антоновска во времето кога беше директор на Заводот за статистика, велеше јас одам на седници на комисија во собрание и да, немам право да одлучувам во рамките на комисијата, меѓутоа со моите аргументи и со можноста јас да учествувам во тамошната расправа, да изнесувам предлози, можам да влијаам на работата на собранието или пак можам да влијаам на одлуката која што таа комисија ќе може да ја донесе. Токму тоа е моментот за кој што ние зборуваме во рамките на блупринтот и можеме да го препознаеме во препораките на Европската комисија, односно во препораките на годинешниот извештај. Конечно, за крај, нешто што мислам дека не беше споменато во извештајот, а ние го споменуваме во повеќе наврати и дел е меѓу другото и од размислувањата на целата група на блупринтот, развој на систем за поддршка на граѓанското општество, автентичен од страна на државата, без при тоа да треба да се заради спојување или поврзување со системот кој што постои од страна на други донатори надвор од државата, со цел да можеме да го подобриме, да ја подобриме демократската атмосфера во државава и политиката или свеста за потребата од диалог и дискусија. Нешто за што исто така ни забележуваат во рамките на овој извештај. Јас би имал толку. Благодарам. Благодарам, Андреја. Минуваме кон презентација и коментирање на наудите од најновото последно изработено истражување Еврометар од страна на Македонскиот центар за европско образование. Ке спомнам само еден сегмент од ова истражување кој веќе излезе во јавноста, но не и целото истражување. Дури 33% од анкетираните изјавиле дека во Македонија може да се дознае кој за кого гласал на денот на изборите. Еве ова прашање нека биде само како повод, што е секако сериозна бројка, тоа е 1/3 од анкетираните, од граѓаните. Што содржат наудите на ова анкетно истражување, на кои прашања и како одговориле анкетираните? Љупчо Петковски, координатор за истражување, Македонски центар за европско образование. Љупчо, повели. Благодарам. Иако нели фактот што ќе користам малку друг пристап се во моја куса презентација, можеби ќе изгледа дека мислам всушност ќе го покријам истиот агол. До сега зборевме некои по-експертски, како што кажа Маја, нели живееме во некое постмодерно време каде што се може да проиде, па гледаме и власта кај нас за извештаиве,
какви приказки вади во јавноста и како ги врамува аргументите и како тоа на нам како познавачи, како луѓе што ја помина една непроспана ноќ за да успеат целиот овој материјал технички, бирократски да успеат да го стават, значи во помалку од 24 часа во една рамка што ќе биде разбирлива за јавноста. Значи сите досегашни предавања некако беа насочени кон насочување на маглата, кон растерување на маглата, кон растерување на тие обскурни интерпретации што се даваат преку анализа на фактите. Значи имаме факти и го работиме. Додека оваа мојава презентација ќе биде за маглата. Значи ние решивме да мериме маглата. Уште пред 3 години решивме дел од таа магла да измериме и да видиме како одат трендовите во расчистувањето или во да кажеме или во натамошното ширење на маглата. Дали маглата се шири, дали маглата се расчистува. Ќе користам два типа на податоци. Едниот е секако Еврометарот, што го спомена Анета. Еврометарот е наше истражување, наш истражувачки програм всушност, кој го започнавме во 2014 година. Не интересираат европеизација, пристапување во Европа, што мисли јавноста, европеизацијата малце пошироко, како демократизација, не интересира стравот, затоа што стравот е кај нас многу присутен и успеавме меѓу први да го измериме. И вториот извор е Евробарометар. Мислам дека никако не смееме да го отскокнеме Евробарометарот, затоа што Евробарометарот е истражување што се прави кај нас повеќе од 10 години и е добар за трендови. Па може да почнеме со само малце. Добро. Значи тоа е во принцип Евробарометарот е најголема јавно достапна база за цела Европа, за околу 50 за сите држави членки, за државите кандидатки, се прави со години, се прави 2 пати годишно и мери поддршка за влезот во ЕУ во државите кандидатки на еден начин што не е директен, туку индиректен. Тоа ќе ни покажат следните слайдови. Значи преку две прашања мерат. Едното прашање е дали би кажале дека членството во Европската унија на вашата држава, на Македонија, би било добра работа, ниту добра, ниту лоша или лоша работа. И самиот слайд мислам дека говори за себе. 2007 година имаме 75% од 3/4 од нашето граѓанство рекло да, тоа би било добра работа, 18% ако ги собереме заедно 9/10 велат или добра или ниту добра или ниту лоша. И да видиме 2016, веќе 2013 се случува, мислам дека дното, само половина велат дека е добра работа, па потоа има мало едно благо накачување, за да денес дојдеме до 53%. Значи, видлив е тоа кога кај нас се збори во јавноста дека расте евроскептицизам, луѓето веројатно и ваквиот тип на истражување имаат на ум. Второ прашање кое што го користате, дали членството на Македонија, имајќи се предвид, дали Македонија би имала или не би имала корист. Значи, првото беше добро, второто е корист. Значи, веројатно цели на тоа можам да кажам дека е добро, ама не би имала корист, односно можам да кажам дека би имала корист, но поради X причини верувам дека не е добро. Тука е слична ситуација, имаме 84% во 2007 како исходишна година, имаме денес 67% што изјавиле дека би имале корист. Падот е помал, но сепак индикативен за тоа какви се трендовите. Сега неколку збора за нашево истражување за Еврометар. Годинава го спроведе агенција М-Проспект од Скопје, лани и предлани го спроведе Реактор истражување во акција. Примерокот ни е секоја година околу 1200 испитаници, што во однос на маргинална грешка значи нешто помалку од 2,83 по случајен избор, телефонски се спроведува анкетата и целта ни е да мериме тренд. Имаме и слични прашања како во Евробарометарот и во нашето истражување. Методологијата ни е малце различна и приспособена за нашите услови. Една од маните на Евробарометарот е што не дава да се прават вкрстувања по да кажеме социјодемографски групи. Например, не можеме да видиме колку албанците, колку македонците веруваат во одредени работи или размислуваат затоа што не поставуваат прашање за етничка припадност. И ние со цел тоа да го исправиме, се впуштивме во овој наш програм, односно во спроведување на овој програм или анкета. Значи, скала од 1 до 5 даваме искази одредени колку се согласуваат како во школа. 1 во 5 е скалата која на нашите граѓани според нас им е најпознат. Тука имаме значи многу слично прашање.
како во Евробарометерот, односно гледаме дека околу 60% трите години тука нема промена од луѓето се согласуваат дека членството на Македонија во ЕУ би било добра работа. Доколку и погледнеме вкрстувањата, ќе видиме дека тоа е многу повисоко, да кажеме, кај албанците, кај поддржувачите на ДУИ, отколку кај поддржувачите на ВМРО ДПМН. Таму е помало. Високо е се уште, но е помало. Многу е повисоко кај, ова е многу интересно и индикативно, кај мажите, отколку кај жените. Многу е повисоко кај СДСМ, поддржувачите на СДСМ, отколку кај поддржувачите на ВМРО ДПМН. Имаме и други прашања, и на ист принцип поставени, како согласување со изјави. Ова е интересно исто. Вели, Европската Унија има активна улога во унапредувањето на демократијата во Македонија. Ова прв пат го поставивме лани, се повтори годинава, гледаме дека нема некоја промена, односно таа промена е во некоја статистичка грешка. Ова мислам дека е најрелевантно за денешната дискусија. Ова прашање беше поставено прв пат лани, гласи: извештаите на Европската комисија за напредокот на Република Македонија реално ја отсликуваат состојбата во Република Македонија. Лани со ова тврдење се согласиле 40% од испитаниците, додека падот, самата оваа крива покажува нели дека падот е значителен. 10% помалку, односно 30% годинава се согласуваат со истото тврдење. Нашето објаснување за ова е дека годинава беше многу хаотично на политичко поле. Критики за Европа имаше нели и од страна на власта, па дури нели поради нефер односот, поради многу пропаганда имаше во јавноста, многу имаше невистини изнесени беа, а од друга страна знаеме дека и многу од поддржувачите на опозицијата беа критични кон Европската Унија поради нели нејзината наводна благост кон власта, па потоа имаше нели дискредитации на Хан и така натаму и така натаму, и сето тоа мислам дека некако се собра за овој тренд да оди надолу. Сега ќе идеме на неколку конкретни работи кои нели беа карактеристични за годинава што измина. Прашањево е од 2015 година, среде бомбите го поставивме, кога нели се збореше дали колку треба ЕУ да се вклучи во решавањето на нашите нели домашни проблеми. И прашавме, односно дадовме исказ, Европската Унија треба да игра сериозна улога во разрешувањето на моменталната политичка и институционална криза. И гледаме дека јавноста имала огромно очекување односно да Европската Унија да се вклучи. Околу 60% рекле да, апсолутно се согласувам, додека само четвртина рекле не. Следните два податока пак се од годинава и покажуваат како нели од година дистанца после вклучувањето на Европската Унија во решавањето на нашата криза, јавноста ја гледа нејзината улога. Па рековме како ги оценувате улогата и ангажманот на ЕУ во решавањето на политичката криза во Македонија во 2015 и 2016 година. Доминантна оценка дека луѓето овој ангажман го оценуваат негативно. Гледам дека повеќе од 1/3 велат негативно. За позитивен го означиле само четвртина од испитаниците. Мешана оценка имаат 30%. Доколку ги врстиме податоците, значи ќе видиме дека најнегативно оваа улога ја оценуваат поддржувачите на ВМРО ДПМН, генерално македонците, додека како негативно нели помалку ја оценуваат албанците и поддржувачите на СДСМ. Следниот слайд е поврзан со слично прашање, односно со прашањето како го оценувате договорот од Пржино и неговите ефекти врз решавањето на политичката криза во Македонија. Многу слични податоци имаме тука, значи како негативен го оцениле 40% од испитаниците, како позитивен само 18,9%. Доколку ги вкрстиме овие податоци според нели гласачките преференции, ќе видиме дека генералната оценка е нели дека негативен е. Јавноста негативно го гледа Пржино и ефектот на Пржино врз решавањето. Сите се несрекни. Меѓутоа има некои што се помалку несрекни, некои што се повеќе несрекни. Помалку несрекни се поддржувачите на СДСМ, односно гласачите, луѓето кои рекле дека ќе гласаат за СДСМ на следните избори, а повеќе несрекни се испитаниците кои рекле дека ќе гласаат за ВМРО на следните
избори. Сега следните неколку слайда се многу интересни затоа што ги правиме од 2014 година нааму и се однесуваат на она што Маја го нарече интерпретација, борба за значења, за наративи, дискурси. Значи кај нас постојат тие приказни, никогаш не можеме се договориме, па вообичаено имаме две страни. Викаме што да правиме со ево, заглавени сме, што треба да правиме. И луѓето нормално имаат различни интерпретации за тоа. Политичките партии тие интерпретации ги артикулираат, ги засилуваат и така натаму, и мислевме дека кај нас има две генерални објаснувања за застојот во евроинтеграциите и сакавме да измериме како е тоа вкоренето во јавноста, во луѓето, и им кажуваме на испитаниците им кажавме дека постои дилема во јавноста, кој од следните два исказа е поблизок до вас. И тие искази се Европската унија е најдобра алтернатива, некојаш вели ми единствена, во разговорите со пријателите, со луѓето, или пак Македонија треба да бара сопствен модел за развој надвор од ЕУ. И тука ќе видите една страшна поделеност на јавноста, на пола, која што некако се менува низ годините, меѓутоа трендот е тој. Трендот е да и постои голема поделеност по однос на ова прашање, која што е уште повидлива доколку ги вкрстиме овие податоци. Па ќе видиме дека вкупно 40% годинава рекле дека Европската унија е најдобра алтернатива за Македонија, па тој процент е уште повисок во Полошкиот регион, значи кај албанците, кој што е доминантно албански, а најмал е во источниот регион, каде што е гласачката база на ВМРО-ДПМН е најсилна. Или пак можеме обратно да погледнеме, Македонија треба да бара сопствен модел за развој надвор од ЕУ, тоа е најсилно во источниот регион, каде што повторно гласачката база на ВМРО-ДПМН е најсилна, а најслаб, најнизок би бил кај луѓето што се високо образувани. Следната дилема, и ова е многу интересна дилема, за ова доста се тепаме во јавноста и се обидуваме да направиме интерпретација, зошто нашите евроинтеграции се блокирани. Дали е тоа поради тоа што владата намерно ги кочи и го искористува спорот за името само како изговор, или пак е само поради тоа што Грција не сака да го одблокира нашиот пат кон Европската унија и НАТО поради спорот за името. Значи Македонија не може да влезе во ЕУ поради спорот за името, владата го користи спорот за името само како изговор да не ги спроведува реформите, и тука гледаме една длабока поделеност на имаме податоци за 3 години, длабока поделеност на граѓаните, годинава е негде пата, 37 со 36 во корист на тоа дека не можеме да влеземе во ЕУ поради спорот со името. Следниот податок е преку следното прашање, значи ги прашавме луѓето да го оценат односот на ЕУ кон Македонија, дали е единица нефер, надмен и уценувачки, односно петка фер, пријателски и коректен. И тука имаме некој тренд, може да се види за 3 години. Значи исходишна година ни е 2014, гледаме тогаш луѓето велиле дека повеќе дека е нефер, надмен уценувачки отколку фер. 2015 некако се изедначува, за да годинава имаме веќе движење кон исходишната точка повторно. Многу од податоците се парадоксални, ама јавното мислење е многу полно со парадокси, полно со збунки. Мислам дека последното прашање што го презентирам ќе ви даде уште повеќе да кажеме впечаток за тоа колку е нашава јавност поделена, парадоксално размислуваме, не размислуваме рационално и така натаму. За тоа потоа, значи уште неколку слајда имам. Следното прашање се однесува на следното прашање гласеше: според вас кога Македонија може да очекува влез во Европската унија? Имаме податоци за 3 години, да видиме што се намалува. Се намалува бројот на процентот на тие што верувале дека ќе биде во наредните 5 години. Од 24% 2014 година на 18% годинава. И исто така се намалува бројот на тие што изјавиле дека ќе влеземе во наредните 5 до 10 години, од 22,9 2014 година на 13% годинава. Што се зголемува? Се зголемува бројот на тие што не знаат.
од 11% 2014 година до 30% денеска. И на тие што рекле дека никогаш, односно за повеќе од 20 години, нас не се кодирани заедно, затоа што така ни правеше доста смисла. 1% годинава, само 26% пред 2 години. Значи расте тоа верување дека нема никогаш да влеземе. И ова е најинтересно, значи Европа се жалиме, огромен дел од јавноста мисли дека е нефер кон нас, добар дел мислат дека, добро, повеќето видовме дека мислат дека е добра или корисна работа, меѓутоа се жалиме дека е нефер. Многу луѓе мислат дека треба да си го тераме чарето другде, не во Европа. И сега, имајќи го сето тоа на ум, повторно имаме 70%, нешто под 70% според нашево истражување, што велат дека доколку има утре референдум ќе гласаат за влез. Како ви ова ќе го споредите со сите тие поплаки за нефер и така натаму и тука има исто некои поинтересни да, тука е вкрстување има некое, значи вкупно е околу 70%, кај албанците е тоа повторно повисоко, кај македонците пониско. Ова со мажите и жените сакам некој да го прокоментира, меѓутоа е некој тренд кај мажите е повисоко отколку жените за 10% поени, што е во согласност и со нели одговорите и вкрстувањата кај другите прашања, не само кај ова. Јас тука би завршил, фала на внимание. Љупчо, ти благодарам. Со презентациите, компаративните анализи го завршуваме овој дел од сесијата. Сега присутните, доколку сметаат има доволна провокација, може да се вклучат со своји прашања, констатации, сугестии. Да, повелете. Благодарам. Корисно во секој случај ова воведување во темата и сакам да заклучам неколку работи. Прво дека имаме в раце 3 алатки или 3 документи кои што ќе бидат исклучително потребни, корисни и за она што не очекува во непосредната иднина, зборувам за неколкуте идни месеци. Имено прво ни следува овај изборен циклус, а како што е нотирано, тоа е една од битните и главни задачи во европскиот извештај. Второ, во постизборниот период не очекува конституирање на органите кои што ќе бидат избрани такви какви што ќе бидат. И трето, не очекува непосредно после тоа циклусот на локални избори. Во сите овие моменти, за сите овие моменти ние имаме врака еден од битните документи, тоа е блупринт документот. Значи, тој да не го изумуваме, да не го заборавиме, затоа што тоа е алатката со која што ние, кои што седиме во салава или со тие што работиме, ќе се служиме. Второ, не смееме да заборавиме дека, иако ќе има привид на тоа дека просторот на јавно дејствување ќе биде окупиран од така наречените политички субјекти, политички партии, тоа не значи дека сега за нас е период на систематизирање или така наречено канцелариско обстојување, нели додека се смири водата, нели овие сега ќе се тркаат партиеве. Напротив, мислам дека задачата да ние во овој период бидеме исклучително активни, ни следи по дефиниција било кој од овие 3 документи да го видите. Сакате приве, сакате блупринт, сакате извештајот. И почнувајќи од тоа дека во предизборниот, односно изборниот период имаме и те како задачи без разлика која ни е афилиацијата во работењето, па до она што ќе се случува после сето тоа. Тоа ми беше целта. Благодарам. Благодарам. Дали никој друг сака да се вклучи во сесијата? Да, повелете, Никола. Благодарам. Прво сакам да се приклучам на она што претходно беше искажано во смисла на поздравување на ова презентирање на извештајот, особено со вакво децидно разграничување како се движела состојбата
И последното искажување во делот на евроскептицизмот, кој што очигледно дека расте, јас би сакала да укажам на тоа дека имајќи ги во предвид сите овие извештаи, сите овие, да кажам, документи кои што долго време веќе ги разработуваме и ги гледаме, дека треба нешто и сами да направиме. Јас би предложила генерално презентирање на состојбите, наоѓање на некој начин разрешување преку одредени селективно презентирани, а важни аргументи за состојбата. Зошто ова го велам? Прво, заради тоа што мислам дека ние се наоѓаме во една состојба на непостоење на поделбата на властите, предпоставувам, знаете дека ќе зборувам за судството, каде што судството воопшто не е власт, каде што дури ни законодавната власт не е власт, имајќи во предвид начините на донесување на законите, скратена постапка, без учество на научната јавност, граѓанскиот сектор и што е можеби уште поважно следење на имплементирање на законите, од кај што можеме само негативни состојби да констатираме и да извлекуваме. Понатаму, она што значи и политичкиот критериум на неподвоеност на државата од партијата, и она што највеќе загрижува во делот на непостоење на независно судство. Кај независноста на судството веќе доволно се зборува, меѓутоа се повеќе и повеќе среќавам луѓе кои што укажуваат или потенцираат дека одредени институции ја штитат и ја гарантираат независноста на судството на начин многу присутен сега во последните денови. Изјаснувањето на председателот на судскиот совет, па од друга страна председателите на судовите и така натаму. Она што мислам дека е особено важно е дека независноста на судството треба да подлежи на едно големо преиспитување, кое што преиспитување би требало да го третира професионализмот, ефикасноста, компетентноста, квалитетот од една страна, од друга страна што се повеќе и повеќе се јавува како потребно е отстранување на сомнежот од коруптивниот елемент во судството, спрегата помеѓу судиите, адвокатите и обвинителите, кое што многу малку е презентирано и во извештајот и во сите дискусии, а за жал многу постои, и од аспект на разрешување, односно третман на ова прашање преку изборот, разрешување дисциплинските постапки кои што ги вршат членовите на судскиот совет и прашањето на нивната компетентност од овој аспект. Спомнате и блупринтот, спомнати се доста материјали и мислам дека во оваа насока, без разлика како ќе бидат изборите, апсолутно дека треба неверојатно многу да се работи и да се презентираат аргументи. Академијата е спомната, мислам дека има многу проблеми и околу незе од една страна, самите програми, самите планови и врзано за прашањето на специализираност, да не кажам правосудниот испит, кој што исто така е проблематичен. Како год и да ја вртиме работата, судството е нешто кое што е предмет и мора да биде предмет на негово реформирање во смисла на овозможување на тоа што навистина значи независност во судството, третирано во пракса. Ние сите знаеме многу добро дека сите оние
критериуми можат да се подлежат во делот на меѓународната теорија, меѓутоа праксата за жал ни е во загрижувачка положба. И се додека тоа не го расчистиме, јас се сомневам дека понатаму ќе можат да се расчистуваат и сите проблеми, почнувајќи и од економската сфера, за криминалот и за она што значи коруптивност е исто така од огромно значење, меѓутоа во исто време ќе треба на некој начин и овие комисии или јавни тела кои што се бават со овие прашања да бидат предмет на разгледување и аргументирано да се презентираат начини на разрешување. Тука мислам дека граѓанскиот сектор може најголема улога да изигра, уште повеќе што во овој извештај единствено позитивно е нешто тоа. Инаку, дека станува збор за условена препорака, не се согласувам. Ние сме замрзнати, ние сме на дното и ние од тоа дно сега нагоре треба чекор по чекор да наоѓаме решенија и да презентираме начини на разрешување на состојбата. Редно е веќе, еве извештаите на некој начин велат дека и покрај тоа што е тоа во една негативна конотација дека можеби Македонија треба сама да бара излез. Не, Македонија сама треба и да работи на тоа. Па вклучувајќи го мислењето и вклучувајќи ја во огромен дел перцепцијата за состојбите во државата. Благодарам. Благодарам, Николовска. Дали имаме уште простор и време доколку некој сака да се вклучи во дискусијата? Повелете, Симонида. Благодарам, Анета. Добар ден на сите. Јас ќе бидам кратка, особено ме наведе на ние нарековме минатата година замрзната препораката судиката Цаца. Мислам дека ние имавме разговор дали оваа година да наречеме длабоко замрзната. Меѓутоа, она што мислам дека колку говориме препораката и привлечноста на ЕУ и кон онаа магла за која што Љупчо говореше, мислам дека не смееме да заборавиме дека за да ја одмрзнеме треба и некој ангажман од страна да видиме и посуштествени на ЕУ, бидејќи на некој начин сме тука и поради тоа што се затвора, затоа што ЕУ веројатно и не критикуваше доволно како што требаше долани. И за понатаму се надевам дека после тој 11 декември или во јануари, февруари ќе видиме некој ангажман од таму доколку има активност од нашата страна, бидејќи со немањето на преговори и никакви механизми на всушност на буткање, знам дека тешко ќе оди дури ако имаме најпосветена или некоја оптимална ситуација. Она што јас само би сакала да додадам на говорниците од претходне, она што мене особено ме загрижи во овој извештај е всушност оценката за тоа дека квалитетот воопшто дека немаме во моментот да се многу слаби структурите за ЕУ всушност и координација на национално ниво. И тука гледам многу проблем во однос на она што сите го говореа, за да може да се направи некој реформски моментум, мора да се ангажираат институциите преку некоја координација која што во моментот дури и Европската комисија признава дека не постои. И тоа е еден од за мене лично разорните моменти во ваков извештај да го прочитате на земја која е кандидат веќе 10 години. И втората точка е всушност признанието на ЕУ и тука веројатно ги поддржувам за тоа дека Република Македонија сепак некакви во овие реформски процеси започна пред останатите земји. Ако приметувате неколку пати се напоменува дека напори од повеќе од цела декада се разоруваат во моментот. Така да нашето искуство всушност и ова од Иконома Љупче што говореше е сепак многу специфично. Ние сме една земја која што е во тоа лимбо и во тој статус кво подолго време. И поради тоа и ние никогаш не можеме да бидеме споредени со просечна земја која одела кон ЕУ и мислам дека тука ги објаснува твоите прашања во однос на тоа дали е фер или не фер и зошто луѓето би се сметаат дека се уште 70% би гласале за ЕУ, бидејќи асоцираат со сепак некој економски напредок.
Меѓутоа, она што сепак мислам дека ни престои, поради тоа што има магла и уназадување, и што ме загрижува е дали ќе се собере капацитет да се направи проценка на состојбата, особено ако си бидеме доволно искрени со тоа колку сме се уназадиле веројатно во јануари и февруари, бидејќи во многу од овие системски напори, како што веројатно и беше случај со стратегијата за правосудство и стратегијата за реформа на јавната администрација, прашањето на бейслайн, односно каде сме сега и проценка на што е направено, тешко, мислам дека не го гледаме се уште, не достига. Последното нешто само и ќе завршаме, всушност да не го заборавиме, прегледот, односно како ја го наречаме, што не сакавме да го нарекуваме ревизија на Охридскиот рамковен договор, бидејќи мислам дека тој ќе треба да представува некоја форма на платформа на решавање на некои други прашања, кои што исто така ги ставаме под тепих во изминатиот период. Благодарам. Да, други говорници кои сака да се вклучи, да, Дона, повели. Благодарам. Јас накој се би сакала сепак да се осврнам, оставите тече дискусијата за оние што ги работат клучните области, посебно на евроинтеграција, да си го дадат зборот, затоа што ќе зборувам секторски, односно млади и образование како два поеми кои што сметаме дека многу несоодветно се обработени во извештајот. Иако е за поздравување тоа што објективно, барем се опфатени некои од клучните прашања, вклучувајќи ги притисоците врз активистите, личните податоци, притисоците кон новинарите, формирањето на Советот за соработка со невладините. И често дискутираме дали млади образование се сектор кој е приоритетен во период кога судство, надзор, медиуми се клучните проблеми. Упорно ни се докажува дека да е приоритетен затоа што кардинални значајни политики се носат кои што нанесуваат огромна штета во ваков кризен период. Од тој аспект поразително е што да, дел од значајните прашања се споменати и сакам да го искористам можноста пред овој форум да кажам што е тоа што мислиме дека исто така требало да биде посочено во извештајот, а воопшто не е начнато, за да го имате и вие како информација на располагање. Како една паралела ќе го искористам споменувањето на притисоците врз граѓанските активисти, но оваа година се случија катастрофални избори за представник на студентскиот парламент, избори кои беа проследени со скандали, со полнење гласачки кутии, кражба на гласачки кутии кои се сопственост на државна изборна комисија, значи не било какви гласачки кутии, и екстремна полициска бруталност врз студенти примината на 30 јуни. И несоодветна реакција за која што исто така има и кривична пријава и Министерството никогаш докрај не беше транспарентно зашто таква реакција е потребна. И тоа сметаме дека е прашање кое е повеќе од значајно и требаше да биде адресирано во извештајот. А втората тема која што исто не е обработена и слично прашање обработено е Советот за соработка со невладините организации е нотиран, но ова е веќе на работ на извртување на вестината кога станува збор за регионалната канцеларија за младинска соработка. Во извештајот е нотирана со цел параграф кој што кажува дека е производ на Берлинскиот процес, дека оваа година е потпишан договорот за основање на регионалната канцеларија за младинска соработка и поголем дел од параграфот е општо за процесот и една реченица која што пишува што правела Македонија. Таа реченица гласи "The country has participated actively" и е на работ на вистината. На работ на вистината, бидејќи Македонија многу пасивно пристапи кон Берлинскиот процес и регионалната канцеларија за младинска соработка и знаеме дека отсуствуваше на сите процеси пред подпишувањето на декларацијата, а потоа на местото на представникот на еден представник за институција, еден представник за млади, на местото за представник за млади без било каков процес назначи лице вработено во владата која сега е заменик министар, а пред половина месец повторно преку фалсификат процес на гласање назначи девојка која е вработена како советник на пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ во Собранието на Република Македонија да ги представува младите. Така што лажна слика се добива за улогата на Македонија во регионалната канцеларија за младинска соработка и тоа се две белешки кои што ние би сакале да ги посочиме како наш фидбек на извештајот. Нормално кажав што е она што радува и објективно направено, но тука мислиме дека навистина требало да се вложи повеќе напор, па сакав да ги споделаме како мислење пред оваа група на луѓе и информација. Благодарам. Дали има уште некој од присутните што би се вклучил во сесијата? Само едно прашање по однос на преводот на извештајот. Години наназад имаме несоодветен
превод и имаме на некој начин некое видување или друго презентирање. Јас сега само многу накратко, бегло така видов, има некои недвосмислени или двосмислени, да кажам, толкувања, па мислам дека и на тоа треба да се обрне внимание, за да не може на оној како така му одговара, така да го презентира, него баш оно, пошто сега зборовите се сега многу јаки. Сега нема веќе таков дипломатски речник како што имаше порано, за да може и вака и така. Него сега баш да граѓаните или барем оние кои што се заинтересирани да добијат една вистинска слика што меѓународната заедница нашла, утврдила и така натаму. Во ред, доколку го исцрпевме и овој дебатен дел, да, повели. Добро, ќе бидам кратка, бидејќи е последна сум. Сега не знам дали треба да бидеме задоволни што конечно се дава една реална слика или несрекни што Македонија е на дното доколку се спореди со другите земји. Мене ми е драго што невладиниот сектор имаше право, кога со години укажуваше на овие состојби и сега кога ќе еве само на две полиња кај борбата против корупција и кај јавните набавки, буквално се као да се преземени од извештаите кои што невладиниот сектор ги даваше со години. Во однос на борбата против корупцијата со години се сеќаваме дека имавме еден као комисијата треба да води проактивна улога, дека корупцијата е распространата, меѓутоа освен во 2010 година кога имаше забелешки за изборот на новиот состав на Државната комисија, мислам дека ова година веќе го нотира она што невладиниот сектор, посебно Транспарентност Македонија со години го кажува. Вика, изборот, именувањето на членовите не е транспарентен и се фаворизира политичката лојалност отколку компетентноста. Поднос на другите спорни прашања кај корупцијата, дека е нетранспарентна, овој пат многу јасно кажува дека новинарите се жалат дека не можат да имат пристап до информации од овој орган што е обезбедено и со законот. И прв пат мислам дека се става забелешка и на документите кои што ги носи Државната комисија. Тоа е акциониот план и програмата. И во однос ова е прв пат исто кај јавните набавки. Значи, буквално е преземено, барем јас, бидејќи го следам тој процес, констатациите од она што невладиниот сектор го констатира, да земем од најниската цена која што спротивна со европските директиви, неусогласеност на законодавството, малата конкуренција, наместени тендери. За прв пат, ако забележавте, пишува и дека Државната комисија за жалби по јавни набавки и судот, дека спорен е и изборот на кадрите и дека треба да се води сметка за компетентност. Значи, овде се префрлува покрај она и тука неусогласено со години, кај јавните набавки со новите измени на директивите, веќе се става акцент и на изборот на кадрите. Значи, и во судот, веројатно се мисли на управниот, тоа е забележано и кај конфликтот на интереси, одлуките кои што се носат, кои се формалистички, тоа од страна на судот и од УЈП, и кои што не се подкрепени со докази. Значи, она што беше укажано со години, мислам дека е веќе ставено, и она што и Андрија го кажа, прва работа што ќе биде на идната влада е мала измена на законот во почетокот, не за 6 месеци, веројатно за првиот месец, во кој што ќе се обезбеди невладиниот сектор или граѓанскиот, земете и медиумите, да учествува во изборот на кадри во овие така наречени независни тела, преку учество нивно, значи преку мониторинг, со цел да се заострат критериумите за избор на вистина на компетентни кадри. И нормално состав на ова. Не сакам да зборувам за комисијата за дискриминација, спречување на дискриминацијата, некој го спомна, тоа е веќе, мислам, скандалозно. Членовите кои што се избрани веќе настапуваат некако независни, неќе апсолутно бранејќи одредена политичка опција.
И јас очекувам ДКС, како и минатата година, да стави забелешки, да упати забелешки до ЕУ, до комисијата, дека овие забелешки кои што ги дале не одговорат на реалната состојба, дека тие многу професионално ја водат борбата против корупцијата. Благодарам, Вања. Дали има уште некој што би се вклучил во дискусијата? Па добро, ако нема, јас само новинарски констатирам дека оваа компаративна анализа на нас новинарите еведенуваме може да ни биде добра база, добра подлога да направиме анализи, барем ете една компарација каде сме сега, каде бевме во извештаите во изминатите 4 години. Ви благодарам за присуството и за учеството.